ова издание. Рекордни долги редици за гласање во Флорида, една од клучните сојузни држави за изборите на 3 ноември. Изборите во САД се важни за Северна Македонија од аспект на инфраструктурни проекти, велат поранишни владини функционери. А како во време на ковид помина еден од холивудските најпрестижни филмски фестивали. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Денешниот Ньюсфлеш на Гласот на Америка го почнуваме со изборите во САД, и тоа во една од клучните сојузни држави кои можат да го одлучат победникот – Флорида. Еве како се одвива гласањето таму. Долги редици на првиот ден од раното гласање во Флорида. Ова сојузна јужна држава е една од така наречените клучни држави што може да бидат присутни на претседателските избори поради големиот број гласови со изборниот колеж. Кој ќе освои оваа сојузна држава ќе добие 29 гласа според изборниот колеж. Тоа ќе значи голема добивка на патот кон освојување на Белата куќа. Анкетите покажуваат дека поранешниот демократски потпредседател Џо Бајден има благо водство врз републиканскиот председател Доналд Трамп. Изминатите 6 месеци Бајден е конзистентно во анкетите пред Трамп и води меѓу 2 и 6%. Интензитетот на овие избори изгледа ги мотивираше жителите на Флорида да излезат на рано гласање во рекорден број. Жителка сум на Мајами веќе 25 години. Со сопругот се преселивме од Њу Јорк и ова е најважен глас во мојот живот, а имам 80 години. Мажот ми има 82. Ова се важни избори, затоа сме тука уште првиот ден. И се радувам што гледам толку многу луѓе. Мислам дека раното гласање е како се друго. Сакаме да го завршиме ова порано, зашто не се знае што ќе излезе наредниве денови. Денес има време и одлучив да го искористам моментот. И онака рано станувам за на работа и сакав да си ја завршам обврската. Секој треба да гласа. Мислев дека ќе има помали редици, но ќе почекам. Потоа ќе одам на работа. Експертите очекуваат екстремно висок одзив годинава. Долги редици пред гласачките места. Веќе 2,5 милиони граѓани гласаа преку пошта. Овие избори во САД се важни и за Северна Македонија и за Балканот во поглед на инфраструктурни проекти, како и за решавање на спорот помеѓу Србија и Косово, велат поранешни владини функционери. Мики Трајковски разговараше со некој од нив. Престојните избори во САД се исклучително важни за Северна Македонија, но и регионот затоа што Америка секогаш ја игра една од клучните улоги на политички безбедносен план, вели поранешниот министер за надворешни работи Антонио Милошовски. Тој смета дека овие избори се значени од аспект на решавање на косовско-српското прашање. Она што беше започнато во Вашингтон со подпишувањето на заедничкиот договор помеѓу Србија и Косово, односно нивен поединечен договор со председателот Трамп, ќе биде процес кој што ќе продолжи, без разлика каков ќе биде исходот на изборите во Соединетите Американски држави, затоа што со решавањето или концептот за решавањето на ова косовско-српско прашање се очекува да се зголеми безбедносниот потенцијал во регионот и да се намалат ризиците. Милошовски, кој во 2008 година подпиша декларацијата за стратешка соработка помеѓу Македонија и САД, додава дека е многу важно за земјава и по овие избори да се интензивира таа соработка. Битно е за државата да се задржи на таа линија на стратешка соработка и без разлика каков ќе биде изборот на американските граѓани, за нас е многу важно да успееме на економски план и на енергетски план што повеќе компании од Соединетите Американски држави да бидат присутни во Република Македонија. Не очекувам после 3 ноември да се промени нешто во политиките и приоритетите на Вашингтон, односно Северна Македонија, вели Андреј Жерновски, кој во претходната влада беше заменик министер за надворешни работи. Без разлика, значи, на исходот, очекувам да продолжи таа поддршка и кон нас, и кон регионот, затоа што тој и од геостратешки интерес, и од политички интерес, и од безбедносен интерес, и од економски интерес. Пред точно една година имавме ратификација во Американскиот сенат на протоколот на нашето зачленување во НАТО, што доволно кажува колкава е таа поддршка и дека таа ќе продолжи. Жерновски потсетува на минатогодишната посета на Мајк Помпео, која се случи после 18 години на еден американски државен секретар на земјава.
Професорот Мерсел билјали сме дека изборите во САД се значени и од аспект на американска подршка за реализација на неколку инфраструктурни проекти кои досега биле маргинализирани, а кои се важни и за земјава. Како што е коридорот 8 и 10, па тука и гасоводот ТАП кој се поврза со ТАНАП и Турција и Азербејџан. Така што сепак ова ослепо црево има шанси да се претвори во своевиден балкански крстопат и тука е нашиот интерес. Вториот наш интерес е тоа што се нарекува Мал Шенген, што значи да се создаде еден пазар негде од 19 милиони потрошувачи, што ќе значи економско заживување на државите членки. Од владата велат дека пријателството на САД кон земјава било и е силно, без разлика од кој политички спектрум доаѓал председателот на САД. Тоа е доказ, велат, за посветена соработка и висинско стратешко партнерство. Ние имаме повеќе деценијски стратешки однос со САД, кој низ годините се интензивира, без разлика на внатрешните политики на САД, а кој особено се интензивира како сојузници во НАТО. Од Охрид, Гласот на Америка, Мики Трајковски. А пандемијата не го прекина одржувањето на еден од најпрестижните филмски фестивали во Холивуд. Овој пат виртуелно. Погледнете. 124 филмови од 35 држави беа представени на годинешниот фестивал на Американскиот филмски институт. Не интересираше различноста, важна ни е. Важна е за тимот одговорен за програмата. Половина од филмовите се режирани од жени, како Нора Мортисоријан, франко-ерменска режисерка. Незиниот филм, Која ќе стибне ветерот, е за напуштен аеродром во проблематичната сепаратистичка енклава на Горно Карабах. Аеродромот навистина постои. Има луѓе кои таму работат секој ден, а нема ниту авиони кои полетуваат, ниту кои слетуваат со години. Всушност, аеродромот е символ на желбата за признавање на регионот. Документарецот 76 денови хронолошки се навраќа на 76 дена на целосен карантин поради пандемијата во кинеската провинција Вухан. Снимен од кинески филмски тим од Вухан и дело на режисерот Хао Ву во Њу Јорк, овој филм е хроника на очајнички напори на медицински лица за спасување животи во болница во Вухан. На почетокот на пандемијата многу напори беа неуспешни. Тие не знаеа доволно за вирусот за да може да спасат животи. Тој е мотивен набој кај пациентите и кај медицинските лица, мислам дека е универзален. Има емоција во сите овие приказни низ кои се уште минуваме. Виртуелниот фестивал од годинава има и некои предности. Позитивна страна е што има зголемена достапност и можевме да ги донесеме филмовите до секого во САД. Од економски причини за заштита на животната средина. Логично е да се одржува на овој начин и да не се трошат пари за патување со авион. Но ништо не може да се спореди со можноста да се биде присутен, да се сподели искуството со публиката, да се гледа филмот на големо платно. Во филмот Трагична џунгла, режисерката Ола Изола презентира џунгла на маите на граница меѓу Мексико и Белизе, како живописна област која има магична моќ врз човекот, зашто самата вели, доживувањето може да е поинтимно во затемната киносала и на големото платно. Од мене толку. Останете со нас и на социјалните мрежи. Пријатно до утре.